Почитувани гледачи, добро вечер и добредовте во новото издание на емисијата Теординација. Мој вечерашен гостик, малку по подолга пауза, доктор Петре Георгиев. Докторе, добре дојде во Теординација. И... Добро ме најдов и еден голем поздрав до гледачите на вашата емисија. Така, докторе, низ годините наназад сме зборувале различни теми, но некако миокардниот инфаркт сепак му даваме приоритет. Еден од можеби најчесто слушнатиот термин кој станува збор за кардиоваскуларните заболувања. Така е. Значи, миокардниот инфаркт е водечка причина за смрт кај луѓето глобално во светот, а и кај нас. Па во тој контекст ќе спомнам само еден податок, дека миокардниот инфаркт, од миокарден инфаркт дневно умираат во Македонија најмалку 4 лица. Тоа е навистина застрашувачка бројка и затоа сакаме малку да ја подигнеме свесноста кај луѓето, навреме да бидат препознаени симптомите, навреме да се јавуваат на лекар, се со цел овие бројки малку помалку да ги намалиме, овие бројки. Инаку миокардниот инфаркт во основа представува изумирање или некроза на срцевиот мускул, кој што настанува како резултат на прекин на циркулацијата во одредено подрачје на срцето. Најчесто како резултат на тоа се јавува нагло попуштање на самото срце, значи функцијата ја губи автоматски наеднаш. Понатаму може да настанат некакви малигни аритми, ние ги викаме, значи аритми опасни по живот и кај најголем дел од пациентите може да настане моментална смрт. Инаку во основа миокардниот инфаркт е крајна фаза во една состојба во медицината која што се вика коронарна артериска болест. Тоа е широко распространето кај луѓето, бидејќи живееме во едно време со многу стресогени фактори, со еден лош начин на живот и затоа кардиоваскуларните заболувања го земаат првото место по смртност глобално, па и кај нас. Причини за појава на коронарна артериска болест се бројни. Значи, ќе ги спомнам тука пред се хипертензијата како најраширена болест помеѓу популацијата. Многу неконтролирана е помеѓу луѓето од пракса што го гледаме. Најчесто луѓето и немаат симптоми, не ни се свесни дека имаат артериска хипертензија. Понатаму ќе кажеме за дијабетот, исто има огромна причина за појава на коронарна артериска болест или миокарден инфаркт. Можеме да кажеме дека дијабетичарите имаат 2 пати до 3 пати зголемен ризик за да добијат миокарден инфаркт. Понатаму луѓето кои што пушат цигари, дебелината има клучен фактор, физичката неактивност, фамилиарните предиспозиции, така да тоа се бројни фактори кои што сите на свој начин го зголемуваат ризикот за појава на коронарна артериска болест или инфаркт на миокардот. Само да споменам, значи, коронарната артериска болест е болест на зидот на самиот крвен сад. Таму настанува задебелување на самиот зид, на стеснување на луменот и комплетно запушување, односно неможност крвта нормално да циркулира во одредено подрачје на самото срце. Така, докторе, пред да преминеме и на најчестата симптоматологија која што не ја спомнавте на кусо, но многу често веќе и во помладата популација знаеме да спомнеме за луѓето кои што починуваат од миокардниот инфаркт и значи ли тоа дека во една прилика пред многу години еден од кардиолозите вели дека не постои филмски инфаркт? Да. Значи мора да му претходи нешто за кое што ни пациентот не бил свесен. Така. Можеби не мерел навремено висок крвен притисок, шекер и така натаму, но што е она кое што го иницира најважно? Значи, точно, немаме веќе граница на кај луѓето од каде може да очекуваме да се појави
или да се случи миокардниот инфаркт. Се почесто во пракса гледаме млади пациенти на 35, на 37, на 40 години со веќе интензивен процес на коронарна артериска болест, со поизразено запушување. Во нашата клиника во Скопје неодамна опериравме еден млад пациент на 45 години со артериски бајпас, што ќе каже дека тоа го немаше претходно во годините пред 10, 15, 20 години. Па така да ова граница меѓу млади и стари можам да кажам дека слободно ја нема, и затоа треба секој што има одредени ризик фактори навреме да се јави на лекар, да се направи проценка на ризик, на кардиоваскуларен ризик. Врз база на тоа ние одредуваме, значи, дополнителни диагностички процедури, врз база на кои ќе процениме дали пациентот има коронарна артериска болест, дали треба да одиме понатаму да направиме селективна коронарографија, да ги визуализираме крвните садови на срцето кои што го искрануваат, значи, или да направиме дополнителни лабораториски исследувања. Она што е типично за миокардниот инфаркт е тоа дека има една градна болка локализирана во централниот дел на градниот кош, која се шири кон лево и кон лева страна од граден кош и кон лева рака. Понатаму може да оди нагоре кон долната вилица, да иди назад кон грбот, проследена со едно интензивно препотување, значи проследено со забрзана срцева работа, една силна вознемиреност и агитираност на пациентот и чувства од блиска смрт, значи пациентите ја опишуваат таа болка како пробудувачка болка, како да се притиснани со силен камен, значи болка која што не реагира на никаков аналгетик кој што пациентите вообичаено го земаат дома. Тоа се најчесто по повозрастни пациенти со претходно диагностицирана коронарна артериска болест, па знаат да кажат дека и откако ќе стават апче под јазик, тоа е нитроглицеринот, болката воопшто не им попушта. Она што сакам да ја напоменам на гледачите е дека доколку приметат вакви тегоби, веднаш да го контактираат својот лекар или да повикаат итна помош. Најбитно од се е да се направи веднаш електрокардиограмот, кај што ќе ни каже дали постои или не постои миокарден инфаркт. Но има тука уште една малку, како да кажам, загонетка, е тоа што некои пациенти немаат воопшто симптоми. Значи тоа се најчесто диабетичарите кои што може да немаат никакви симптоми, може да чувствуваат некоја слаба нелагодност во предел на желудникот со некои нагони за повраќање, но онаа типична клиничка слика што ја спомнав пред малку, значи кај некои пациенти воопшто нема да се појави. Така да може да слушнеме дека само наеднаш пациентот изгубил свест или, не дај Боже, починал. Затоа е многу битно сите пациенти кои што ги имаат овие ризик фактори кои што ги спомнав претходно, редовно да направат кардиолошка консултација, да се направи една ехокардиографија, да се направи ЕКГ, да навреме ги детектираме сите ризик фактори, да го процениме ризикот и да му се укаже на пациентот во каков ризик и што е да очекува понатаму. Така, и пак ќе се навртам на темата дека многу често ги губиме пациентите, луѓето околу нас, за час. Колку е временски периодот потребно за да се направи еден систематски преглед со цел да ги избегнеме овие несакани ефекти? Значи, прегледот е краткотраен. За пола час реално ние можеме целиот пациент од кардиоваскуларно да го диагностицираме прецизно, да видиме каков му е крвниот притисок, каква е состојбата на срцето, дали имаме или немаме веќе некакви оштетувања на самото срце за кој што пациентот и не е самиот свесен за таа работа. Но она што е битно е доколку се случи да се диагностицира миокарден инфаркт. Тоа треба веднаш пациентот во најскоро време да биде однесен во најблиската ангиографска сала, таму да се направи селективна коронарографија и да се најде местото каде што настанало запушувањето, односно пречката на нормалниот тек на крвта. Ние во медицината велиме времето е мускул, така да што побрзо се диагностицираат пациентите, се транспортираат до ангиографска сала, се интервенира на време, тоа веројатноста да настанат компликации по срцето на пациентот е многу помало.
Затоа пак ќе напоменам, сите пациенти кои што имаат висок и многу висок ризик, а тоа пак ќе ги споменам, диабетичарите, пациенти со нерегулиран крвен притисок, што имаат висок холестерол во крвта, се пушачи, имаат висока телесна тежина, задолжително барем 2 пати годишно да се прават превентивни прегледи за навреме да бидат диагностицирани, навреме да бидат третирани. Така, и кога веќе ќе се случи миокардниот инфаркт, каков е квалитетот на луѓето кои што ја пребродуваат оваа мака? Па, тоа во зависност каква штета ќе има, се извинувам, каква штета ќе има направено самиот миокарден инфаркт. Доколку се интервенира навреме и доколку пациентот е однесен навреме во ангиографска сала, се даде навреме терапија, се стентира успешно, се премости таа пречка која што ја има на крвните садови на срцето, штетата ќе биде минимална. Но она што е многу битно и што веќе се почесто го откриваме во пракса е кај помладите пациенти, посебно кај помлади пациенти, луѓето да не се ни свесни дека имаат проблем со срцето, дека не се ни свесни дека имаат коронарна артериска болест. Најчесто гледаме со веќе оштетено срце. Значи, кога ќе направиме коронарографија, ќе видиме дека неговите крвни садови се повеќето запушени. Тогаш препорачуваме и коронарен артериски бајпас кој што се работи рутински кај нас. Меѓутоа, срцето ние не можеме повторно да го вратиме назад во нормала. Битно е, можеби најбитно е, тие ризик фактори навреме да ги откриеме, навреме да ги препознаеме, соодветно да ги третираме, за да не се доведеме во ситуација понатаму да лечеме и срцева слабост како последица на миокардниот инфаркт. Така. Продолжуваат понатаму терапиите, без разлика што ќе направите бајпас, стентови и така натаму. Сепак пациентите остануваат и понатаму на терапија. Да. Пациентите остануваат и понатаму на терапија, таа е хронична, можеби за некои доживотна терапија, но оно што сакам да им го напоменам на гледачите веќе како медицината напредува понатаму, така имаме се понови лекови кои што успешно ја третираат срцевата слабост. Сите тие лекови ги имаме и во нашите аптека, така да ги аплицираме на нашите пациенти, имаме одлични резултати кај пациенти кои што имаат веќе развиена срцева слабост од претходно прилежани миокардни инфаркт, повеќето една или повеќе. Морам да кажам дека тоа е хронична терапија која што луѓето ќе најчесто ја земат доживотно. Така. Има ли некакво влијание хроничната терапија токму на пациентите кои што доживеале миокарден инфаркт со примањето на другите лекарства? Не, најчесто таа се значи комбинирани лекови, повеќе лекови, пациентите мора да земат повеќе лекови, тоа се за згручување на крвта, за да спречиме евентуално запушување на веќе ставените стентови и како превенција да не се случи и миокарден инфаркт и во подоцнежниот период. Оно што сакам исто така да го спомнам во оваа емисија е дека и доколку се постави стент, не престануваат контролите кај интернистите и кај кардиолозите. Затоа што кај одреден број на пациенти може да се случи, значи самиот стент да биде запушен, да се појават повторно симптомите на замор, на гушење, па така знаат да кажат дека симптомите веќе се исти како претходно пред да се постави самиот стент. Затоа е битно, значи, редовните контроли да се прават и да се почитуваат од страна на пациентите, се со цел да, пак ќе кажам, навремено реагираме, да го спречиме оштетувањето на срцевиот мускул и на тој начин да спречиме настанување на срцева слабост. Така. И верувам дека и во вашите препораки исхраната играе голема улога во понатамошното тек на живот. И што е она кое што може да направи разлика помеѓу вистината дека масната храна знае да направи проблем, со она изрека која што веќе во последно време многу често ја слушаме од наши сограѓани е дека во минатото се јадело многу повеќе масна храна, а последиците од токму од миокардниот инфаркт биле сведени, ајде да не зборувам на минимум, но биле далеку помали. Па, да,
Храната и така е битен фактор, но не е пресуден фактор, тоа морам да ви кажам. Значи, како што кажав и на почетокот на оваа емисија, ризикот за појава на миокарден инфаркт или за развој на коронарна артериска болест е повеќе, постојат повеќе ризик фактори. Во минатото луѓето јаделе помрсна храна, тоа е неспорно, меѓутоа стресогените фактори и модерниот начин на живот биле помалку. Сега претежно сме врзани за телевизор, претежно сме врзани со телефони, значи физичка активност имаме, многу минимална. Цигарите, речи кажи, се широко пушењето на цигари, се широко распространето. Дијабетесот го имаме како дополнителна компликација. И така да, повеќе се фактори кои што можат да придонесат да се развие миокарден инфаркт, а не само исхраната. Пак ќе кажам, да, битно е да имаме здрава исхрана. Што се подразбира под здрава исхрана богата со зеленчук и овошје, избегнување на оваа фастфуд храна, значи хамбургери, тостови, запржена храна, зачинета храна, но не е само тој единствен фактор кој што доведува до коронарна артериска болест, па и до миокарден инфаркт. Така, докторе, јас верувам дека отворивме една интересна тема која што за многу гледачи веќе станува секојдневие, некако миокардниот инфаркт може би ајде не секој ден, ама преку ден веќе секој втор ден зборуваме за истиот и се надевам дека ваквите емисии ќе побудат интерес да пациентите доаѓаат навремено на систематски преглед. Така е. Значи, тоа е и целта на овие емисии, на ова наше излагање, значи да ја подигнеме малку свесноста кај луѓето, значи да се прават навремени контроли, да се прават навремено превентивни прегледи, навремено да бидат детектирани сите потенцијални ризици, значи за да не се случи. Се надевам дека во следниот период овие бројки што ги спомнав на почетокот од 4 смртни случаи годишно ќе паѓат, но светските трендови ме дементираат во тоа. Се очекуваат за 10 до 15 години овие бројки да бидат дуплирани. Но како и да е, апелирам до пациентите, значи сите овие пациенти што имаат ризик фактори да доаѓаат кај интернисти, кај кардиолози, да се направат превентивни прегледи, навреме да бидат диагностицирани и да го спречиме миокардниот инфаркт. Докторе, ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што одвоивте време и вечерва бевте заедно со ТВ Ординација. Се гледаме во некој наредно издание.